Израснал во згрижувачко семејство. Во еден период од детството бил дел од домот за деца без родители 11 октомври. Бил принуден да смени неколку работни професии, се со цел да преживее. Бил оставен од неговата мајка, но на речиси 19 години, кога одлучил да замине во војска, го имал и првиот контакт со неговата мајка. Денеска има 46 години. Бил во брак, но неговата сопруга, ненадено, поточно по долга битка со ракот, починала. Во бракот со Ангела има дете, 9-годишниот Никола. И во еден негово интервју ќе каже, никогаш немаше да помислам, ниту ќе помислев дека моето дете Никола ќе остане без неговата мајка. Добре да е за Иван Усовски. Добро ве најдов. Поздрав за гледачите на вашата емисија. Иван, што значи и низ какви се предизвици се соочи во своето детство додека беше во домот за деца без родители и во згрижувачкото семејство? И кога првпат всушност свати дека си оставен од твоите родители, поточно од твојата мајка, бидејќи воопшто и не си имал можност да го запознаеш твојот татко? Да. Па вака, јас веќе на 8-та година почнав да чувствувам, не разбирав многу, меѓутоа почнав да чувствувам дека ми фалат моите родители. Едноставно дека нешто ми фали. Меѓутоа, благодарејќи на мојата наставничка во домот, таа беше толку грижлива, еве ја поздравувам Ники, толку грижлива, беше 20 и нешто деца, за сите имаше разбирање, време, и таа ми беше како втора мајка. Таа наставничка мене или таа мајка, да кажам, втора, мене ми го надокнади сето она што ми фалеше како родители. Работите во мојот живот идеа брзо и измешано, можам да кажам. Затоа и на многу работи ми треба време да се присетам. Меѓутоа, ете што да кажам, додека растев во домот, можам да кажам, имаше и убави и неубави работи. Ја ги памтам, за среќа моја, само убавите работи. Твојата мајка не се откажала целосно од тебе? Да, така ќе дојде, затоа што во тоа време, не знам и сега дали постои тој закон, вика може да потпише до полнолетство, да има после право на тебе, да биеш згришен до 18 години таму, како што беше така, или па доживотно. Тие што се доживотно обично ги даваат на посвојување. И ја претпоставувам дека она потпишала до полнолетство само поради две работи. Првата работа е тоа што не ме дава дом да ме посвојат, дојда луѓе да ме посвојат од секакви профили. И втората работа е тоа што баш после 18-та година, значи 19-та да кажам, ми се појави во мојот живот. Од нигде никаде. Така стојат работите. Претпоставам дека животот на дете без родители е живот на постојан крстопат. Со какви проблеми се соочуваше? Така, имаше различни проблеми. Ете да речеме дека бев во дом, например, ќе отиде во школа, многу деца, да речам, се носеа многу убаво, например, јадеа на одмори хамбургери, тостови, свашта. Јас тоа го немав, например, ми фалеше. Па добро, имав таа среќа, па имав такви другарчиња кои што ете тие ќе ми подпомогнеа, ќе ми дадеа и така натака. Не сум имал таа, да кажам, таа топлина мајчинска, да кажам. Тоа семејство не сум го имал. Сепак сум имал семејство големо, пошто нели бевме 200 деца во дом, и не сум го осеќал тоа. Некако тоа е, да кажам, како еден бубањен голем кој што те зима и во домот немаш време многу да сватиш и да размислуваш за тоа што ти фали, колку ти фали, зошто ти фали. Едноставно таму си влезен и све ти е, да кажам, горе-доле убаво. Има дружби, има, значи све имаше. Едноставно има јадење, топол оброк, значи не можам да кажам дека во текот на периодот во домот додека бев дека сум се судирал со некакви потешкоти. Сте работеле како таксист. Сте биле да работите надвор од државата во Црна Гора, но бидејќи ви било премногу напорно,
после одреден период се враќате во Скопје и на некој начин ви се насмевнува среќата, имате можност да се запознаете со Александар Димитров, поранешен министер за надворешни работи, кој ви отвара вратата да работите во познатата пицерија тогашна Далметву. Да, вака беше, тачно. Во право сте. Значи, јас Александар Димитров го познам уште како дете кога бев јас. Значи, јас го гледам тој човек како мој татко. И кога идев ке него дома, тој човек и неговото семејство и синот негов Цацо, значи ме гледаа како нивно дете. По излагањето од домот, Александар Димитров ме праша, вика, што планираш ти? Јас реков, не знам, ке видам. Тој рече, добро, јас ке те однесам ке Фуфо и ја не знаев ни кој е Фуфо, тогашка не знаев ни за пици, ни за Далметву, ни 17 години имав или 18. И ме однесе, ме запозна со Фуфо, веднаш значи, прифати, ги викна мајсторите главни, детето да го научите, ме научија и така почна мојот живот уствари со пицата и со морето. Не ми било никогаш тешко да работам на море, иако стварно кој работел на море знае што е работа. Јас се вратив од море и повторно не се вратив на море заради мојата ангела. Значи, мојата сопруга. Ја сретнав во тоа време и мене ми се измени животот. Така Бог сакал. Вашата тешка животна приказна била мотив и повод вашата сопруга Ангела да го напише текстот за песната Не ме оставај сам. Најдов еден цитат ваш кај што велите: фрли ме мајко на буниште со късмет. Тоа е мојот живот. Па да, може да се каже, да, затоа што јас во душата и во разумот не осеќам тешкотија од животот. Да, сум имал тежок живот, меѓутоа јас сите тешки работи во животот сум гледал како лесни. Некако не сум ги доживувал како тешки. Ниту сум сакал да ги доживувам како тешки. Ниту сум знаел да ги доживувам како тешки, иако биле тешки. Мислам, навистина од страна мојата приказна може да изгледа тешка, меѓутоа јас, благодарејќи, пак ќе кажам, на Бога, јас имам сила за све. И мене ништо не ми фали, ја не се осеќам дека сум растал во дом. Мене многу луѓе знаеле да ми речат: ти во дом ми растал? Не е вистина, ти мора да се шалиш. Ти кој знае на какви родители си дете. Така да... Иван, од љубовта со Ангела произлезе ова прекрасно момче. Да, Никола. Никола, вашиот син. Да. Ти во една прилика ќе кажеш дека ми се плаче кога ќе треба да му објаснам на мојот син дека неговата мајка не е помеѓу нас повеќе. Тоа така беше, да. Сега не е, затоа што он е голем, паметен и тачно знае што се случило. Дори он знае некогаш, што стварно може изгледа чудно, еве за многу гледачи, да ми каже: тато, немој да плачеш. И го имам послушано на него и повеќе тоа не ми се случило. Али сакам да кажам дека он е свесен и дека знае дека треба да го продолжиме заедно животот, да бидеме силни, дека мама е негде горе, дека таа секогаш ни помага. Еве, мора да се надоврзам за една работа која што мислам дека она ни помогнала. Одиме у Пекот да му купам јас него кондори. И јас имам кондори 30 седмица, жената ми вика: се толку пари се. Ја одам на каса и велам: еве, пари да ти ми кондорите. Не рече. До 37 бројот се таа сума. На 37 се таа сума. И нас ни фалат 700 денари. Што да правиме, се гледаме. Сине, хајде и купиме друг ден. Се враќаме ние. Значи на рекордке специјал, каде што има милион луѓе. Тој застанува, јас се вртам и му велам: ајде, тато не рече, најдав пари.
Ама реков, тој не се твои пари. Тато јас ги најдов, еве ги, и ги држи во рак. И јас се вртам лево десно, некој да не бара нешто. Гледам, никој не бара нешто. Јас ги бројам парите, точно пари колку што ми требаше за кондурите. Се вративме и купив. Не ти се чини дека животот си поиграл со својата судбина, со твојата судбина да си поминал и си израснал во дом за деца без родители, за денеска суровата реалност да треба да твојот син Никола да израсне без својата мајка. Некако Бог ни дава на двајцата енергија да ние продолжиме сами, а при тоа да не ја сетиме толку голема тешкотија да не осетиме. Ние осеќаме, ние сме свесни и двајцата гледаме и он како размислува ако е мал, значи 9 години или има. Свесни сме за све што се случува и мислам дека така некако полесно одиме напред во животот. Во текот на разговорот го прескокнав може делот дека после работата во Далметфу отвараш собствена пицерија со поддршка на UNDP. Со поддршка на UNDP и со поддршка на ствари добро, таа е заедна, да кажам, заедничка пицерија со мојата стоп-програм. Да, отвараме пицерија, таа работеше тогаш во градинка, педагог беше, после стана директорка. Значи, ја отворивме, добро тргна, мислам, неверојатно, никој не би се осетил такво нешто да направи. Значи, имавме 100 евра на страна, имав машини и имав за 3 месеца роба. Што ќе биде, како ќе биде, не знам. Плюс двајца вработени. Дали ќе ги платам нив, дали кирија ќе платам, дали ќе има за мене, дали утре ќе ја затворам или после 3 месеца, ја не знам што ќе се случи. Меѓутоа, јас верував дека ќе биде све во ред. Само поради една работа. Поради тоа што знаев да направам производ кој што на човекот очите ќе му ги наполни, у истовремено џебот нема да му го испразни, а стомакот ќе му биде задоволен. Како беше чувството кај тебе, кога после дружба со другарчињата, сите ќе се заминат дома, твоите другарчиња ќе пречекаат родителите, а ти си сам? Не сум размислувал многу на тоа. Некако не ме погодувало тоа, затоа што, пак ќе кажам, секогаш имало нешто што вниманието ми го одземало. Да не мислам на лоши работи, да не мислам дека сум осамен. Секогаш имало друштво до мене, другари, па не знам, удобно чекала на сничката, па не знам ова, па домашни, па не знам ова, па баскет, па фудбал, па некако тој период, тој живот беше многу динамичен. За разлика од сега гледам децата, на пример, одат на компјутер, не му треба никој. А би излези надвор, другарчињата те чекаат. Ке нас немаш излези надвор, молим те. Ние бегавме, па те влечат да се вратиш. Сега не може да го изнесат. Или обратно. Така да не сум го осетил тоа. Не знам, едноставно, не знам другачи како да го објаснам. Никола, 9 години имаш, одиш во училиште, колку татко ти твој ти помага во подготовката на домашните работи, како ти е во училиште? Дали си се соочил со прашањето од твоите другарчиња која ти е мајка? Или каде е твојата мајка? Па, со тоа сум се соочил, еднаш кога мене еден другар ме праша дали ти воопште имаш мајка? И јас му кажав да, ама не ќе да му го фајдам. Сега не ќе да му кажам дека е почина там. Да, може и подобро, затоа што детето не може да те разбере. Да. Како ти е во училиште? Мене супер, добро, супер. Добивам петки, па имам понекогаш и четвртки, ама ете така. Па некогаш тројки. Не ме оставај сам, мојта љубов за тебе знај. Срце во мој, душа се твој,
Имајќи во предвид дека твојот татко Иван во еден период и пеел, имат снимено и спот за песната "Не ме остави сам", дали може би имаш музички предиспозиции? Дали би сакал да пееш? Да, не знам, сакам да се бавам со кошарката повеќе него што сакам да пеам, бидејќи пењето е ки хајновта во фобија кам јас. Као слободно време пеам понекогаш. Иван, во оној дел кога споменав дека си менувал професии, меѓу другото си настапувал или си бил дел од неколку спотови на музички спотови, си имали реклами, пардон. Меѓутоа, после смртта на твојата сопруга, одлучуваш целосно да се посветиш на семејството, потошно целото внимание да му го дадеш на твојот Никола. Како го менаџираш приватниот со професионалниот живот? Сега во овој период, односно последните неколку години, работиш во Министерството за труд и социјална политика. Колку можеш да одвоиш време и да му се посветиш на Никола? И како функционираат тандемот татко и син? Да. Па, мене најнапред, морам да кажам, ми е најбитно семејството. Значи, со музиката сум можел многу поодамна да се бавам. Значи, 2013 година дојда менаџери и требаше да поздравам Благородна Индовска, стоматолог која што ме упозна со тие менаџери, кои што требаше да склучиме договор и да ме прават звезда. Меѓутоа, јас реков не, мене ми треба семејство. И со музиката некако тешко идеше. Мислам, тешко во однос на тоа што не можев да ги склопам коцките. А односот татко-син е прекрасен и наоѓа многу време. Ја наоѓав и пред тоа за семејството. Не наоѓав, него бев вклучен. Не викаат, сите 100% бев вклучен, ја 1000%. Така да, секојаш сум сакал дом, топлина, на масата да има јаболка, портокалче, не знам што. Тоа што сум гледал, што сум видел кај луѓето дома, едноставно чисто да биде средено, со тивок глас да прават муабет. Едноставно, тоа сум го практикувал. И еве сега, кога станавме заедно, ми се чини дека дупло, сето тоа што му правил, дупло се ја правам. Добро. Како го воспитуваш, како го насочуваш твојот Никола? Биди добар со луѓето. Господ свеки ти даде. Честноста отвара све. Нечестноста ќе отвори до тука, ама ќе затвори за цел живот. Овој разговор и вашето гостување ќе го заокружам со прашање до Никола. Никола, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Која е твојата желба? Мојата желба е да бидам ке пораснем кошаркар, со тоа, откако мал сум го сакал тоа, да бидам кошаркар и стварно да сакам да давам кошеви, да идам на таблици, да победувам, да на тренинг да идам. Благодарам што гостувавте во Трилинг. Благодарам, јас на вас што ме поканивте. Поздрав до гледачите, поздрав до сите што не гледаат, што ги знам и што не ги знам. И нешто за крај, ако сакате може да запееме. Целиот град за тебе зборува колку си ти згодна и убава, секоја ноќ другари за тебе сонат. Кажи ми ти каде излегуваш под око ти, кого погледнуваш чекори твој, каде тивкот звонат. И руски рулет би играл за тебе, живот би дал само да посакаш ти.